Па вечер јас како кандидат за градоначалник на општина Струмица и на барање на бизнис секторот, на стопанствениците од Струмица, одржавме една наша трибина, ја изложивме нашата програма. Исто даде и доста визии нашиот вице-премиер и министр за финанси Зоран Ставлевски. Зашто конкретно разговараш, што побара од вас за бизнис секторот и што е тоа, бидејќи добар дел од вашата програма е посветен токму на економскиот развој на општината, значи што е тоа што ќе го добијат стопанствениците доколку ја добијат поддршка? Па на стопанствениците им реков дека општина Струмица ќе биде општина на сите, дека општината е тука за сите, нема да биде затворена само за неколку луѓе, како што е сега. И им го предложив исто и изградбата на новата технолошка индустријска развојна зона, што ќе биде во меѓу Коклиш и Свидовица. Мојата посета вечерва е во насока на поддршка на економскиот дел од програмата на кандидатот за градоначалник за Струмица Васил Пишев и потврда до бизнисмените дека со изборот на Васил Пишев на локално ниво во Струмица ќе го добијат истиот квалитет на економските политики што го има на централно ниво. Она на што е потребно според мене на Струмица е да се ослободи од заробеништвото во кое што локалната власт ги држи бизнисмените во Струмица преку протежирање на фирми што се блиски до градоначалникот и негови луѓе и да создаде равен терен за игра за сите бизнисмени. Тоа бизнисмените ми го кажуваат уназад неколку години, секогаш кога сум доаѓал тука и секогаш кога разговарам со нив, дека им е потребно да се изравни теренот за игра, да се создадат еднакви услови за сите и тоа ние заедно со Васил Пишев им го нудиме, бидејќи така работиме во изминатите години. Второ, ќе им понудиме изградба на целокупна инфраструктура во делот на технолошко-индустријската зона, каде што веднаш по завршувањето на изборите ќе биде објавен огласот за градба и некаде од септември-октомври веќе можат да се донесат инвеститори. Трето, им обезбедуваме вистинска гасификација, за разлика од оваа импровизација што ја направи господинот Заев и за која што и понатаму му укажувавме и му укажуваме дека не е вистински начин и не е ефикасен начин на гасификација и затоа и ниедна фирма не се има прикучено кон истата. Четврто, ќе обезбедиме подобрување на инфраструктурата во Струмица, до Струмица, пред се преку модерниот автопат што ќе се направи од Скопје до Штип, а во втората фаза и од Штип на кај Струмица. Обезбедуваме во програмата издржани проекти кои што јас ги проверив лично во делот на изградбата на индустријски зони, сепаратно една зона за откупно-дистрибутивни центри за земјоделието, втора зона за малите и средни предпријатија кои што исто така ги бараа во контактите што и претходно со господинот Пишев како успешен бизнисмен ги имавме со локалните бизнисмени. Се на се, значи, обезбедуваме за бизнисмените една вистинска економска визија за следните 5 до 10 години како треба да му се помогне на малиот бизнис, на средните бизниси. Струмица има извонредни предприемачи и бизнисмени, но им треба равен терен за игра, им требаат еднакви услови за надпревар и тие со нас ќе го добијат тоа. Благодарам.